Ministry and the cooperatives in North Macedonia. ЕУ и понатаму ќе продолжи да ги поддржува фармерите, тоа ќе го прави преку инструментот за предпристапна помош. На Министерството ќе му обезбеди и техничка поддршка во обезбедување нели и на континуирано стабилно производство и понатаму и испорака до потрошувачите. Исто така ќе поддржуваме и меѓусекторски организации и за сето тоа сметаме и на поддршката од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. And then my last point, I want to make reference to what Mr. Trajkovski said about the importance of geographical indications and the advantages that North Macedonia has in the farming area, and especially if agrotourism and also organic production is going to be enhanced. Because our common goal is a more productive and more environmental friendly farming practices that they are going to bring good benefits and good income to the farmers, and we all know that fulfilled, happy farmers are very good. It means happy citizens and a relaxed government. И за крајот би сакала да се надобрзам на една точка која што спомена господинот Трајковски, а тоа е за важноста на географската ознака и предностите за стопанството и фармерството во Република Северна Македонија. Ако планирате да се развиваме кон земјоделието и можеби и кон органското производство или кон земјоделскиот туризам, тогаш нели секогаш заедничката цел ние да обезбедиме практики, фармерски практики кои што се попродуктивни и кои што носат и повеќе приноси за земјоделците. А и самите знаете дека кога имаме посрекни земјоделци, имаме посрекни граѓани, имаме порелаксирана влада. So